Македонија е земја со идеални услови за развој на алтернативниот туризам, гастрономијата, традицијата, обичаите и сите културни вредности кои ги носи во себе. Духот на македонецот, исполнет со знаење, гостопримливост, широкоградност и миролюбивост, доаѓа до израз кога слободата е препуштена само нему. Судбоносниот пат на еден македонец не доведе овде, во Горно Лакочереј, Охридско, во оваа Божја убавина. Добар ден и добредовте на македонскиот канал Нов Асном. Денеска се наоѓаме во прекрасниот Охридски регион, каде што сме гости на еден драг пријател, кој си има вратено од Чешка после долги години живење и има етаблирано многу интересен бизнис, кој е успешно работи и е успешно приказна во овие денови. Ние сме гости на господинот Маријан Ивановски. Драго ми Маријан. Добре дојдовте. Добро ве најдовме. Прекрасно место и честитки на вашиот проект. Маријан, денеска сум многу пријатно изненаден. Ова место е некако божествено. И вие долги години бевте во Чешка. Да. Во време кога во Македонија владее корупција, судството не чини многу работи, здравството е на колена, имаме инфраструктурни проблеми, ѓубре на секаде и така натаму, луѓето се незадоволни, се селат, а вие својата иднина ја кроите овдека, после долго време живење надвор. Да, секако. Како се одлучивте на таков чекор и дали како е таа приказна? Ќе можеш повише да ми кажеш на тоа? Да. Пазите се, прво мора да верувате и да си ја сакате својата држава. Браво. Значи, тоа е еден голем дел за носење на одлуките. Да. Втора работа е, мора да видите, да гледате позитивно на работите. Отлично. Значи, сето тоа што се среќаваме сега, како што напоменавте, со тие проблеми кои се наоѓаме, ние сме тие кои што треба да ги решаваме и да донесеме нешто ново и да не гледаме свет црно во иднината. Значи, тоа се дешава, али не мора да значи дека и ќе остане. Апсолутно. Дај да се потрудиме ние како народ, а народот е уствари државата. И тоа лека по лека да го решаваме. Да. Секој во својот двор која ќе си среди, мал дел останува на државата кој што треба да одосреди да биде прекрасно место за живење. Јас така сето тоа го гледам и тоа беше мојата одлука и верувам сега во младите генерации, начинот на размислување ќе се промени. Да. Гледањето на иднината ќе се промени. Тоа е всушност и иднината на оваа држава. Апсолутно. Мора да веруваме во тоа дека промени мора да има, а промените ги носиме ние, Точно. кои живееме тука. Тоа џубре сигурно не го фрлил странецот кај нас, сме го фрлиле јас и вие. Да. Кога би се променило нашето однесување, тоа ќе биде супер. А мислам дека одиме на позитивно. Јас гледам позитивно на сите работи. За нашите гледачи може да кажеш каде беше, колку време беше надвор и како ја донес одлуката да дојдеш тука? Јас бев 25 години живеев во Чешка. Браво. Работев исто угостителство, имав свој бизнис, значи ланец на ресторани. И сватив дека дома е дома. Значи, никаде нема подобро место на живење од дома. И дека можеме и во Македонија да отвориме бизнис кој ќе функционираме, ќе работиме. Зависно колкава е желбата наша и колку сме спремни ние сето тоа да го сработиме. Да. Одлучив, дојдов тука, фала Богу, потекот на инвестициите све беше окей, никакви пречки не сум имал, значи. Дали имаше коруптивни појави да беше уценуван за било какви дозволи,
кога го градиш овде? Не. Напротив, и тоа нека биде апел до останатите Да. иселеници наши. Буквално никаков проблем не сум имал што се однесува до административните работи кои ги бркам. Значи, буквално никаков проблем. Корупција никаква, јас не се сретнав со никаква корупција. Значи, можам да кажам, да не ме разберат погрешно, да не разберат, јас не знам, тука се луѓето разделени некако на некои партиски или да. Јас, значи, почнав да инвестирам кога беше влада од една партиска структура, до завршив со инвестициите со друга партиска структура, нити од едните, нити од другите јас не сум се сретнал со проблем административен. Да. И голема благодарност до локалните самоуправи. Браво. Тоа можам да го кажам и да го потврдам и апел нека биде до сите наши иселеници. Да. Тоа се некои муабети кои се шират по нашите иселеници, дека таму има корупција, таму има не знам што. Доволно ако сте само упатени на која врата да тропните и сите работи ви се завршени. Како го избра ова прекрасно место? Тоа беше случајност. тоа беше случајност. Јас се уште работев во Чешка, значи таму. И ојдов случајно кај родителите од жена ми да се поздравуваме, заминуваме за Чешка утредента. Да. Узмуваме, татко и на жена ми, кад се продава едно место горе, ајде ако сакаш да го видиш. Идаме тука што ќе видиме? Овдека беше депонија, селска депонија, значи џубре несредено. И не бе викам што ќе правам јас овдека, али во еден момент се искачив баш на местото кај што е објектов, се свртив на кај градот и погледот ме зачара. Апсолутно, това е Божја убавина. Али без никаква одлука, добро, во ред, другиот ден тргнавме, патуваме и на кај Суботица, мене ми светна семафорот. Значи, овај објект што е, овај концепт, веќе ми дојде во глава. Да. Застанав на бензиска и му се јавувам на дедо ми, викам, дали имаш контакт од жената што го продава место? Да, вика, имам. Дали имаш ти некои пари во тебе да ја однесиш Капар? За 15 дена се враќам јас. И браво, одлука. И вика, имам. Да, во Суботица на автопад, на бензинска пумпа. Човекот оди и носи, се завршува, се прави Капар, се дава таму и за 15 дена се вратив. Завршивме тие работи што се однесуваше до преводи книги и после месец дена веќе почна да се градит, да се копат, да се чисти местото и така натака. Одлично. А дали пред да одлучиш да го купиш местото, имаше некоја идеја дека сакаш да доеш овдека, ако сакаш би сакал да работиш во тој и таа гранка и така натаму? Таа идеја беше пред Значи 25 години бев таму, уназад 15 години. И то керка ми код дете мало, колку имаше 12 години, ми вика, тато, шо е тој твој сон? Јас му викам, зато знаеш шо е мој сон? Па едно мало хотелче така фамилиарно да се изградиме во Охрид и да живееме таму. Браво. И значи тоа е уназад години кај што сум мислел ја. И кога го поставив ова, керка ми живее моментално сега во Америка, мажена е, си има своја фамилија, успешно исто таа работи, таму има компанија со свој камиони. Браво. И ми се јавува од таму и ми вика, тато, вика, ти се исполна сонот. Да. И ми вика, мислам дека е време да намали со работата и да обратиш пажна на себе, да поуживаш мало. Да. И така. И одлично, баш ми е драго го живееш својот сон во Македонија, вратен од странство после 25 годишно живење. Дали имаше нешто што ве мачеше, додека бевте 25 години во Чешка, што сакавте може да го реализиравте, а не се остваруваше? Тоа е сега тоа прашање што ме мачеше. Мене, јас сојдов со една цел во Чешка. Да. Јас сојдов на гурбет.
Ја не ојдов да живеам таму. Да. Така да, цел тој мој престој во Чешка беше само прашање кога ќе се вратам. А знаев дека ќе се вратам. Значи, сите тие 25 години знаев дека ќе се вратам тука. И ме мачеше времето кога ќе се вратам. Значи, кога ќе го постигнам тој цел, пред се финансиски така, Да. за да можам тој мој сон да го остварам, ми беше тие годините. Маката ми беа годините. Ајде уште една година, ајде уште една година, ајде уште една година. И маката беше во тоа. А резултатот, крајната цел мене ми беше јасна дека еден ден јас ќе бидам тука. Значи некое предчувство, желба, што Не имаш? предчувство, не. Тоа беше цел. Со Цел. самото заминување на гурбет дека јас ќе се вратам, дека ја нема да останам таму цел живот. Кој што многу наши викаат да ќе одам година, 2, 5 и после вика не бе јас не се враќам што ќе прем таму. Тоа е според мене погрешно размислување. Тоа е таму живот во сон. Да. Ние таму не го живееме реалниот живот, не го живееме животот кој што ево јас сум среќен са бајле се будам, имам конче и магарче. Браво. И одам кај нив и сум пресреќен. Станувам тука, гледам куќето околу мене, зад мене. Цената на животот Да. е сосема друга, осим онаа материјалната која што ние додека живееме таму, го гледаме само тоа материјалното. Леле колку спечаливме, колку ни е контото, леле кога ќе дојде кредитот, леле кога ќе дојде киријата за станот. И нонстоп живееме во тој некој лажен свет, нервозен свет, несреќен свет. Овдека сум јас пресреќен, со самото утро кога ќе се пробудам, после првото капе одам да го видам кончето и магарчето горе. Браво. Па дали има цена тоа што ќе го некој плати, што ќе го надохнади? Таа е среќа. Таа среќа не можеме да ја добиеме на запад, и во Америка, и во Канада, и не знам кај да сме во светот. Не имаш. Тоа може само ова поднебје наше, ова златна Македонија да ни го пружи. Значи се чувствувате имате некој мир душевен. Да, тоа е богатство кое што не може да се мери со материјални средства. Тоа не постои цена. Апсолутно. Не Нема постои никакви цена. пари за тоа. Не. И апел до нашите. Исто. Пошто можам јас да ги разберам како размислуваат и тие се болни да се вратат тука. Само му фали мала инспирација да му кажеме дека и овдека кај најсе добро и да дојдат и да го осетат тоа добро. Апел исто до администрациите наши. Дај нека превземат нешто. Нека му објасни дека тие нашите се добре дојдени и дека никој нема да му ги земи нивните пари кои што со мака ги печалиле. Дека напротив ќе му пружат рака. И тоа е слабост во нашиот систем, во нашиот ланец тука и промоции. Недовербата. Недовербата. Дај да му кажеме дека и тука има совесни луѓе кои во администрација кои што ќе ги пречекаат и било каков проблем ќе му излезат во сусрет и ќе му помогнат за да го решат тој проблем. Одлично. А не да му го отежнуваме. Јас немам не можам да се пожалам дека некој ми ги отежнал тие работи, али има моменти кај што му треба вистинска помош на луѓето кои идат тука, така, да му се помогне, му се покажи правиот пат. А не да ги оставиме да чекат по една недела во редици пасош да извадат. Да. Сепак се тие иселениците наши се еден дел од нашата економија. Апсолутно. Значи не смееме да ги подцениме. Со самиот прилив на нивните средства што доаѓа за наши фамилии, помош пуштаат, нели помагаат. Да. Тоа е голем сегмент во нашата економија. Да. И тие треба да ни бидат нас тука малце подобро третирани. Подобро третирани и со потворено срце да се примат истите назад. Така е. Да. Така е. Тоа е дефинитивно така. Посебно за Охрид, зашто имаше после распадот на Југославија имаше многу заминување на охриѓани надвор и јас се надевам дека исто така вашиот пример ќе го земат други луѓе за да си го најдат својот мир и среќа
и својата иднина овдека. Така. Мислам дека ќе му помогнеме барем мало во начинот на размислување дека и тука види како убаво сонце грее надвор. Плаво небо. Го нема тоа на запад. На запад гледаме све темни облаци, несреќни луѓе. И све негде брзаат. Кај брзаат никој не знае. И една огромна трка за пари. И прашање, големо прашање, каде завршуваат тие пари што ги печалат? Му остануваат таму. Да. Виделте како е релаксирано. Сонце, плаво небо, природа, чист воздух. А кажи ми, дали имаше некои проблеми со кога го градеше објектот и да привлечеш гости овдека? Проблеми во градењето увек има, знаете, кога градите све е тоа нешто, али тоа се решливи проблеми. А за донесување на гости беше мако трпно, значи искористивме букинг, искористивме контакти што имам во Чешка, Полска, Србија, Хрватска. Значи и за изненадување од првата година, значи првата сезона кога ги пуштивме собите, можам да кажам дека максимално задоволен. Браво. Да. И сега како одат годините со самата работа, гостите ни се враќаат. Браво. Тие препорачуваат на други. И така натака. Ги испраќаме нашите гости што идат тука, ги испраќаме со максимално позитивно мислење за Охрид. Браво. Значи се трудиме до тој степен не само за објектот наш, него и да си одат комплетно од Охрид со позитивни мисли. И импресии. Да. Одлично, значи ги користеше интернетот го користеше да ги бараш твоите гости. Која е во твојата бранша? Која е формулата за успех за да бизнисот биде одржлив на нивото на кое што те прави задоволен? Да, сега можам да кажам за типот на објект мој. Да. Начинот на работа моја, значи ние мора да разбериме дека луѓето прво основно бараат мир, второ хигиена, трето квалитетна храна. Сите тие работи се до нас, зависи од нас. Да. Како тоа сето ќе го сработиме. Да. И јас користам таква формула што гостите мои кога ќе дојдат тука да се осеќаат како дома. Браво. Значи тоа е првата формула. Идат гости и прашуваат се правила на објектот. Јас сум кам исто како дома. Браво. Значи ништо, ни плюс ни минус, како дома да си се осеќате, да си дојдете тука, да си поседите, да се одморите и да се одите задоволни. Да. Тоа се правилата. Одлично. И одам во тој смер, користиме наши производи, се трудиме максимално да користиме наши производи, имаме кокошки своји, значи јајца наши, Браво. Имаме бавча тука, пиперки, патлижани, крастајци, кромит, кромпир, значи наши производи и чак ги пуштам гостите наши со кошница сами да си соберат пиперки и да си земат јајца од кокошарникот горе. Да, сериозно. Одлично е таа. Да, вика сака доручек, нема проблеми, му давам кошницата и ме гледа вака си чуде, ти му кам има бабча дола да си скиниш каква пиперка сакаш. Какви се импресиите од таквото услуга? Позитивни шо. Па цел одмор се разговара за тоа како ошле да скинат пиперка од бабчата и да му ја спржиш. Одлично. Ние како дестинација Охрид, значи можеме да го понудиме тоа што ни го дал Господ. Да. Природата, убајната и производите наши. Значи предностите што ги поднебието, климата, земјата, небото што го имаме, се нудат и гостите имаат. И да го ставиме на трпеза тоа само, ништо друго. Ништо специјално. Богатите туристи, тие ако сакаат мермер, златна вилишка и нож, има дестинации милиони во светот. Точно. Ке одат таму. Ти идат кај нас и ние можеме да ги придобиеме со тоа само.
што го имаме ние. Што го имаме ние ова поднебе. Што го нема во нигде во светот. Точно, Нигде во светот го нема. точно. И треба мислење мое, треба ние да се усмериме во тој правец. Туризмот да го развиваме во тој правец. Да. Апсолутно. За да се понудат компаративните предности на поднебието и тоа што го имаме за подобра презентација на истиот. Значи, вие се сведен, колкав е процентот на гостите што се од страна наспроти домашните гости што доаѓаат во вашиот хотел? 90% се странци, Браво, 10% се наши гости. браво. Па добро, нашите не се наши гости, тоа е можда и Домашни гости. домашните гости, тоа е и презентацијата на овој објект. Јас претежно сум насмерен во реклама и маркетинг надвор од Македонија. Одлично. Да, и сега овој втор дел ми треба да малу го испрезентираме објектот и на нашите гости. Има наши гости исто кои се презадоволни. Апсолутно. Презадоволни, да. Хотелот, името? Хотел Прага. Прага, прекрасно име, прекрасно место. Благодарам. Уште еден дел од работата што ја правиш во поглед на храната. Значи нудиш домашно, нашите кувари исто така готват. Како гледаш, како е реакцијата на гостите во поглед на храната? Тука немаме промарш. Јас мислам, слободно можам да кажам дека сме најдобри. Браво. Слободно можам да... Пошто ние работевме тоа искуство што го работевме 25 години во Европа, во Чешка да речам, познаваме повеќе врсти на кујна. Да. Значи, работиме италијанската кујна, чешката кујна посекако и македонската. Значи, према типот на гостите, да, ние му нудиме еден ден, 2 дена од престој, ќе му понудиме наша храна. Али третиот ден веќе и кај ними постанува мала носталгија за нивната храна. Да, да. И сега со нашите производи, кога ќе ја споиме нивната кујна, тоа е нешто Симбиоза фантазија. на Тоа е, одличен вкус. Да. Браво. И тој дел така се пријатно изненадени. Да. Па, местово е прекрасно. Уште кога доаѓавме по патот беше зачудувачки, затоа што на изглед изгледа одсечено. Колку сте оддалечени од Охрид? 6 километри сме од Охрид, Да. али таа самата инфраструктура која доаѓате навака, ви внесува некој доем кај одиме. Да. Сега тоа што го кажав јас претходно, значи ако можам јас дворот мој да го средам, сега дворот од општината малу треба тие да Да го да средат. дадат енергија да го средат и да ги споиме тие две работи заеднички. Да. Идете таму, викате, леле, кај одиме сега? А јас би ве прашал сега, како е чувството вие кога дојдовте тука? Искрено ми кажете, вие како се осетивте? Па пред да свртам на кај последната улица, се прашував каде идам, како прво. Ја не знаев каде идам. Да. Потоа, кога свртев на улицата и вие кога кажавте дека е до крајот на улицата, не ни верував дека ќе може да има ваков убав објект и прекрасно место на ова место. И кога сето тоа излеговме од колата, кога излегов од колата и кога видов, ова е едно фантастично место, прекрасно све од чист воздух, прекрасно се гледа погледот на планините околу вас и таа убава селска атмосфера и мир што доаѓа со тоа, а сето тоа на 6 километри од Охрид. Значи има едно фантастично чувство човек кога доаѓа овдека и е исполнет со еден мир, благодет и чист воздух. Да. Тоа е истото мислење, буквално истото мислење го имаат тие 90% странски туристи. Браво. Да, кога идат, малку се збуните, кај одиме сега, од таа инфраструктура, нели? Да. И идат овде и викат, леле, овде е рајот. Да, буквално, овде е рајот. Добре дојдовте да си уживате. И тоа е патот до успехот. Браво. Тоа. А што ќе им порадачаш нисто на нашите што размислуваат, а се далеко, да кажеме Америка, Канада,
Австралија, Нов Зеланд, имаме луѓе и не баш као овие од Европа. Затоа што секогаш негативните вести доваѓаат први и тоа е нешто што резонира кај луѓето. Меѓутоа, вие сте на тотално различна приказна, задоволни од животот и непоколеблив во однос на тоа што го правите. Што би препорачале на нашите луѓе во тој дел? Тргнувајќи од себе, носталгијата, верувам, кај 90% од нашите иселеници е во ними. Лек за таа носталгија е да си дојдат тука, доколку се во можност да инвестираат во било кој бизнис. Има простор тука за работа во Македонија. Има простор и да се заработи. Доколку се плашат од тие фамозни муавети дека тука има корупција, дека тука ќе му ги земат парите, па не знам шо, па не знам како. Нема ништо од тоа. Секој еден кој сака да дојде да инвестира, јас му препорачувам да дојди и ќе биде среќен. Ќе ја најди среќата тука и ќе ја најди душевниот мир. Одлично. Државата наша е прекрасна, преубава е. Преубава. Преубава е државата наша. Апсолутно. Да, јас така мислам. Значи, ова е хотел Прага, на 6 километри од центарот на Охрид, едно прекрасно место каде што секој човек може да го најде својот мир и убавина на нашата Македонија. Јас многу ти благодарам што бевме твои гости. Имавме еден прекрасен разговор, прекрасно место и ти пожелувам успех во работата. Успехот е нешто што е дел од тебе, се гледа овдека секаде кај што стапнавме на ова ваше место и ти пожелувам све најубаво. Благодарам. Благодарам за разговорот и ви очекувам на лето да дојдите малку да осетите таа сезона охридска. Апсолутно, ќе дојдеме и ќе бидеме гости ваши. Благодарам многу. Благодарам.